Добар ден, драги криптоентузијасти. Повторно гледате каналот CryptoGamidžија. Значи, моментално денес имаме една посебна тема која што е многу битна за да сватите кој е потенцијалот на криптопазарот, а тоа е објаснувањето која е корелацијата помеѓу биткоин и долар и зошто самата иднина за едниот е загарантирана, а за другиот е само прашање на време кога истиот ќе колабира. Значи, не само доларот, ќе разговараме и за останатите валути во светот и како истите девалвираат постојано и постепено. Сега, значи прво што мораме да објасниме е што уствари представува златниот стандард. Значи златниот стандард, верувам дека постарите знаат, помладите можеби не е лошо да прочитаат, представува покритие на валутите во светот во противредност од злато. Што уствари на државите им давало некаква сигурност дека се додека државата има соодветна количина на злато, може да има толку пари. Затоа што златото има постојана вредност, иако истата на некој начин девалвира и расте, но има стабилна вредност. Значи не расте и не девалвира толку. Затоа и самиот златен стандард во почетокот, нели, во на некој начин модерно финансиско време, давал стабилност на тоа што државите, доколку има, нели, поголема количина на злато, можат да принтаат и поголема количина на пари. Проблемот со златниот стандард во најголем обем бил тоа што секој транспорт на пари помеѓу државите морал пропратно на сето тоа да биде пропратени со праќање на злато од едната на другата држава, што представува многу голем обем на трошоци за истото да биде транспортирано од една до друга држава, а тоа мора постојано да се прави. Од друга страна, државите се наоѓале во ситуација каде што не можат да си дозволат да направат некои работи затоа што немаат доволно злато и со тоа не можат да испринтаат пари, односно иако имаат моќта да го направат тоа, самиот златен стандард ги кочел на некој начин да не можат да произведуваат колку сакаат пари. Сега, секоја држава во различен период се откажала од златниот стандард, но во случајов затоа што имаме светски поредок на некој начин воспоставен со финансиски центар во Њу Јорк, се уште за жал, тоа значи дека најбитно во целата ситуација е кога Америка уствари го воспоставила откажувањето од златниот стандард, а тоа е во 1971 година на 15 август 1971 година. Зошто е тоа битно? Значи, од моментот кога Америка се откажала од нејзиниот златен стандард, со тоа практично си дозволила самата себе си сама да регулира колку пари ќе принта и колку пари ќе има во оптек. Односно, претходно истото тоа било, како што рековме, ограничено со количината на злато, додека во овој момент се буквално останува на одлука во Америка Федералната резерва, односно Federal Reserve, посебен финансиски сегмент од владата на република, од владата на Соединетите Американски држави, каде што истата одлучува во секој момент колку ќе има во оптек долари не само во Америка, туку и во светот. Сега, проблемот што е? Кога имаме златна резерва, значи кога имаме на некој начин златен стандард, постојано имаме одредена количина на пари која што може да биде на некој начин зауздана. Така, за разлика од тоа, кога имаме држава која што нема ограничување на тоа колку сака да принта практично пари, се случува оно што може да се очекува од секој на некој начин човек. Лакомост. Значи, со тоа што имаме поголема лакомост дека може да се испринтаат колку сакаш пари, со тоа имаме и поголемо заборчување на самата држава, односно принтање се поголема и поголема количина на пари. Проблемот што е? Значи, главниот проблем со принтање на поголема количина пари е тоа што колку повеќе пари се во оптек, толку се намалуваат вредностите на самата банкнота, во случајов доларот, а понатаму и нормално со се останато. Како можеме тоа да го увидиме? Сега, значи, оно што сакам да ви го кажеме е дека доколку ги споредите цените на одредени добра во минатото, да речеме 50 години наназад, и ги споредите истите тие добра моментално, не само 50, дури и 5 години наназад, може да увидите дека вредноста не само на доларот, туку на сите валути во светот девалвира. И тоа девалвира драматично.
после ова пандемична криза уште повеќе. Сега ќе ви објаснам и зошто. Значи прво мораме ова е DXY, односно индексот на доларот мерен во најдобрите во спротивност на најдобрите 5 валути во светот, каде што се англиската фунта, юенот и јенот од Кина и Јапонија, еврото е искрено не знам која е последната валута. Сега, за да видиме како изгледа тоа губење на вредноста на самите пари, мораме прво да се вратиме назад и да видиме како изгледала самата вредност на доларот во минатото. Значи ова е моментално. Моментално имаме вредност од 103,6, што е, како што рековме, индекс на вредност во спротивност на 5 најдобри валути во светот. Сега да погледнеме што случувало, значи во 2000 година. Овој индекс бил 120. Да видиме што случувало претходно. Во 1985 година овој индекс бил 163. Значи гледате што се случува. И сето ова се движи надолу во канал. Значи еве како прилика изгледа за да видите дека сето ова е буквално ако го копираме истиот овој канал да видите како уствари се движи, ево прилика што ќе добиеме. Гледате? Значи сега моментално следно движење на цената на доларот би било негде од максимум 110, што е огромна разлика од тоа што било во минатото. Значи гледате, значи ова е нормално од каде што почнало да се рачуна на некој начин овој индекс. Значи гледате што се случува. Вредноста на доларот е во постојан пад, што значи дека колку повеќе се принтаат долари во светот, толку помала е неговата вредност. Односно, доколку да речеме во 2000 година за $1 сте можеле да купите во Макдоналдс еден бургер, една кока-кола, дезерт и играчка, сега моментално со тој $1 можеби ќе купите една кока-кола. Разбирате? Тоа е разликата во вредноста, што понатаму уште повеќе драматично ќе паѓа. Сега, за да го сватиме ова прво, значи како оди во корелација со принтањето пари, значи доколку сакате да го најдете индексот на принтање пари, се што треба да направите е во вашиот watch list или нормално овде во левиот агол да пишете M2. И вториот чарт кој што го има овде, money stock, тоа е уствари обемот на пари кој што е испринтан моментално во Америка. Јас значи веќе го одвоив настрана, чисто да ви покажам како се тоа изгледа. Сега, значи во корелација со паѓањето на вредноста на доларот, сега доколку се вратиме и да видиме како се тоа изгледа, значи гледате што случува. Значи ќе го отвориме доларот на нов чарт чисто за да видите како сето тоа изгледа. Значи гледајте овде. Доколку гледаме вредноста на доларот на месечно ниво, само момент да го зумираме се тоа да изгледа подобро. Значи гледате што се случува. Имаме, може би не е најдобриот чарт за да го погледнеме ова, само момент. Значи, како се повеќе и повеќе се принтаат пари во Америка, значи ова е кривата на принтање на пари во Америка, напоредно со вредноста на доларот. Гледате што се случува. Значи, како вредноста на доларот се симнува надоле, така имаме огромно принтање на пари, односно принтањето на пари е резултат што може да го видите во паѓање на вредноста на доларот. Сега, од десна страна ово што гледате моментално е уствари износ во трилиони. Колку трилиони моментално се испринтани пари во однос на тоа колку биле на почетокот. Оваа црвена линија која што ја поставив овде е уствари откажувањето на Америка од златниот стандард и гледате што се случило. Значи од моментот кога се откажале од златниот стандард, кога во оптек имале само 864 трилиони, гледате што се случува. Значи гледате колку уствари има огромен обем на пари во оптек пуштен во светот. Што значи дека и ова не може да запре. Тоа е најголемиот проблем. Значи ова е еден магичен круг на принтање постојано на пари затоа што доколку истото ова запре, значи оној Фед кој што го спомнавме, мора да почне да ги дига неговите каматни стапки за оние, затоа што он дава заеми на останатите банки во Америка, кои што истите заеми ги користат за нивна работа во однос на секојдневната работа на една банка. Значи, повторно давање заеми. Проблемот е што? Фед моментално заемите кои што ги дава на банките во Америка се со многу мала каматна стапка.
И колку повеќе се случува ова принтање на пари, толку повеќе имаме инфлација, односно вредноста на доларот се движи се подоле и подоле. Сега проблемот е што доколку Фед, значи ова служба нивна Фед, сака да ја запре оваа инфлација или барем да ја ублажи, мора да почне да ги дига нивните каматни стапки, оние каматни стапки со кои што ги враќа парите кои што ги позамила на банките во Америка. Проблемот е што секој дигање на овие каматни стапки резултира со дигање на каматните стапки на банката во однос на нивните клиенти. Односно, истата мора да ги врати парите назад на Федералната резерва, со тоа што мора да ги врати со одредена камата. А дополнително за таа камата, она истата ја наплаќа од клиентите, односно од физичките лица и компаниите кои што позајмиле од самите банки. Проблемот е што колку повеќе Фед ја зголемува оваа каматна стапка, толку повеќе луѓето не сакаат да земаат заеми, банките не сакаат да земаат заеми, со тоа ја блокираат целата економија. И затоа ова е моментално магичен круг во кој што Фед, односно оваа служба, е на некој начин принудена и понатаму да принта се повеќе и повеќе пари, затоа што моментот кога ќе запре ќе се случи огромна економска криза, затоа што сите ќе запрат со трговија, од страф практично. Затоа што инфлацијата ќе се дигне на ненормално ниво во моментот кога, значи, самите каматни стапки ќе бидат воспоставени, никој нема да сака да ги троши своите пари и ќе сакаат да ги повлечат од банките, со тоа ќе имаме оној така наречен економски феномен run on the banks, односно значи од страф луѓето затоа што моментално се случуваат поинакви економски случувања на финансискиот пазар, ќе се обидат да ги повлечат своите средства во исто време, значи сите буквално од страф ќе го направат тоа и на тој начин банките нема да имаат доволно пари за да го платат тоа на секоја индивидуа, затоа што и нивните пари се вложени во заеми на одредени физички и правни лица. Значи, гледате, ова е еден магичен круг во кој што само еден момент на дигање на стапката на камата на Фед ќе го направи целиот овој круг да буквално го блокира моменталниот економски систем, затоа што истиот е не неперфектен, истиот е буквално ограничен и застарен. Значи, истиот мора да биде заменет. Проблемот во целата ситуација е тоа што и во денешно време ние буквално зависиме од овие валути. Сега, за да видите дека ова не е само доларот, јас најдов некои чартови кои што може да ни помогнат. Значи, прво сакам да го погледнете овој чарт каде што гледате сега. Значи, ова е само од 2019 до 2020 година. Каде? Значи, гледате што се случува. Они буквално за овој период од овие 2 години успеале да испринтаат дупло од целата, значи, пази, ова е дупло од сите банкноти кои што се испринтани во светот. Значи, они за практично од јануари 2020 до април 2020 успеале да испринтаат скоро 1 трилион, значи гледате, ова е само за еден мал сегмент, значи ова се неколку месеци. И поентата е што, гледате, значи за 5 недели они успеале да испринтаат околу 907 билиони долари, затоа што, значи, ова е оној момент после самата економска криза, каде што единствен начин на кој што владата во Америка видела начин како да се спаси од истата е лично да принта повеќе пари и со тие пари да успее да ги плати и физичките лица, за тоа што истите не може да работат, државата тоа мора да го покрие, како и значи, поголемиот дел од компаниите, посебно оние огромни компании, кои што доколку не бидат на некој начин спасени, истите ќе резултираат со банкрот и со тоа ќе резултираат со огромен број на лица оставени на улица без работа. Значи, гледате што се случува во само краток временски период. Ова е во она последна криза. А кога ќе го споредите ова со овој, значи ова е тоа моментално, гледате, ова е тој момент, ова е тој сегмент од 2019 година. Кога имаме 20% од вкупната вредност на доларите во светот испринтани во само 500 денови. Значи ова е само овој момент, само овој сегмент. А гледате колку повеќе има испринтано понатаму. И ова се ствари пари направени од ништо. Значи нема никакво покритие за овие пари. Со тоа, значи вредноста на доларот и понатаму паѓа и кога би го споредиле се тоа гледат. Значи ова се најдобрите моментално 4 валути во светот. Еврото, доларот, јенот и јуенот. Значи гледате што се случува. Ова се средства на централните банки на овие 4 држави во трилиони, представени во долари.
Значи гледате што се случува од 2017 година, кога истите имале по 1 трилион, 1,5 трилиони во долари, така? Значи гледате до каде уствари моментално стасало принтањето на пари. И гледате кој е уствари најзгора. Значи тоа е исто многу битно. Значи еврото, доларот, па потоа овие две. Проблемот е што ово принтање на пари во денешно време ќе резултира со и понатаму паѓање на вредноста на овие валути. А со тоа и оние валути кои што се врзани за истите. Значи нашата валута моментално е врзана за еврото. Колку еврото во вредност паѓа, толку ќе падне и самиот денар. Значи, она е тоа што моментално го гледаме на македонскиот пазар, каде што продуктите се дупло поскапи, а платите се исти. Ме разбирате? Сега, оно што сакам да ви го кажам е, значи кога ќе го споредиме ова со валутите во светот и кога ќе увидиме дека нема друг начин освен да продолжат со принтање на пари. Тоа значи дека нивната вредност ќе девалвира се повеќе и се повеќе и се повеќе. Дури оние CBDC кои што ги најавуваат дигитални валути кои што треба да дојдат во иднина, истите ќе го имаат истиот проблем. Да, можеби ќе можат побрзо да ја запираат инфлацијата со тоа што ќе го престанат принтањето на пари, односно во случајов доколку парите се дигитални, они може во секој момент да повлечат од тие пари надвор од пазарот и со тоа да ја запрат инфлацијата. Не разбирате? Но проблемот е што ќе се случи повторно истото. Значи нив им е битно да има се повеќе и повеќе пари во опсек. Затоа што во моментот кога они создаваат пари од ништо, истите пари они ги користат за што и да сакаат да купат на пазарот. Зборуваме за владите, ме разбирате? Значи они имаат единствената моќ да принтаат пари на пазарот. И со тоа они има неограничена моќ да купат што сакаат на пазарот, но со тоа нормално, како што видовме, ги намалува вредноста на валутата, а со тоа и вредноста на се што можеме ние да купиме како обични на некој начин физички лица и компании во светот. Сега, за разлика од тоа, доколку го споредиме тоа со биткоин, разликата е во тоа што биткоин за разлика од доларот и останатите валути има ограничен кап, односно ограничено количество во светот од 21 милион. И проблемот е што до сега моментално се ископани 19 милиона биткоин. И истите се во оптек. Значи дали се на нечие портфолио, дали се на менувачица, битно се во оптек. Разликата во тоа е што, значи останатите 2 милиона биткоини кои што треба да бидат ископани во наредние 140 години оприлика, значи истите ќе бидат копани постепено, но брзината ќе биде намалена. Значи оние кои што го создале оној Сатоши Накамото, креаторот на биткоин заедно со претпоставувам неговиот тим, го замислиле тоа така добро што колку повеќе се копа, значи самиот биткоин, оно што веќе го разговаравме во Bitcoin Halving, но нормално ќе го повториме, доколку не ќе ве замолам да го погледнете, тоа видео е многу битно за вас. Значи колку повеќе се копа самиот биткоин, толку повеќе се зголемува тешкотијата на копање и се зголемува тешкотијата на алгоритмот кој што мора да биде решен за мајнерот да добие наградата. Значи Bitcoin Halving видеото го објаснува се тоа во детали, но чисто за да објаснам разликата. Доколку знаеме дека ограниченото копање на биткоин ќе заврши на 21 милион и алгоритмот се зголемува неговата тежина постепено како понатаму продолжува копањето, а имаме циклуси во кои што и наградата за копање се намалува на половина на секои 4 години, тоа значи дека инфлацијата математички е намалена на секои 4 години за половина и ова средство се помалку и помалку, зборувам за биткоин, ќе има инфлација во иднина. Со тоа ќе биде се повеќе и повеќе стабилен во однос на останатите валути. Сега, разликата во тоа е што? Значи, доколку, како што веќе спомнавме, замислете вредноста на самиот долар. Значи, она што го погледнавме на овој чарт. Колку повеќе вредноста на самиот долар паѓа, значи инхерентно, паѓа како што може да видите во овој канал и ќе продолжи да паѓа. Значи нема теоретски шанси овој канал да биде пробиен нагоре од овој момент, но нормално дури да достигне до оваа вредност, значи тоа ќе биде само момент. Затоа што се случуваат некои, ајде сега во моментов да не навлегуваме во политички случувања во светот, битно во ситуацијава е што? Значи како што може да видите, овој канал постојано паѓа и постојано ќе паѓа се додека се случува ова. Значи, колку повеќе принтање на пари, толку повеќе паѓа вредноста на самиот долар надолу, а колку повеќе паѓа вредноста на самиот долар надолу, толку повеќе можеме да очекуваме дека вредноста на биткоин ќе продолжи да се движи нагоре. Зошто? Затоа што, како што рековме, значи, доколку еден хамбургер пред 10 години коштал 20 центи, а сега кошта $3,
Истото ќе се случи и со самиот биткоин. Дури и биткоин да не ја намалува наградата за половина, дури и биткоин да не го зголемува степенот на тежина на алгоритмот за решавање, за добивање на оваа награда. Он постојано ќе биде во подобра позиција од долар, затоа што доларот постојано паѓа во вредност. За разлика од тоа, биткоин расте во вредност затоа што колку помала е вредноста на доларот, толку повеќе долари се потребни да се купи самиот биткоин. Значи тоа е она што ви го кажуваме, дека доколку ги следите циклусите, дури и да не ги следите циклусите, доволно е да купите одредена количина на биткоин, значи математички и економски е невозможно биткоин да биде во полоша позиција од долар во иднина. Затоа, оние кои што успеале да купат пред 10-11 години биткоин, моментално, и ако купиле $50 биткоин, нив им вреди 40 милиони. Значи, имам одредена група на Телеграм, каде што ги следат оние големи трансакции на купување фиат во крипто и обратно, каде буквално има од време на време се случуваат такви отклучувања на некои новчаници, односно волети, кои што се стари по повеќе од 9, 10, 11 години, и каде буквално запишено е дека во вредноста која што е купен биткоинот во тоа време бил $50, а моменталната вредност е 40 милиони. Значи понатаму ќе ви го покажам и тоа, кога ќе разговараме за надворешни алатки, нормално. Сега само сакам да ви направам корелација. И она што дополнително сакам да ви го покажам, значи на CoinGecko страната, можеме да го видиме market cap-от, односно колку повеќе и повеќе моментално влегуваат долари во биткоин и колку истите остануваат таму. Значи она што мора да го разберете е дека во ниеден момент на bear и на bull market сите не продаваат. Се разбираме? Значи гледате, ова е market cap представен во долари. Односно количина на долари која што се наоѓа во биткоин во одреден момент од времето. Сега. Значи како што може да видите, на почетокот имало некои 3 билиони се на се. Гледате овде. Значи како понатаму се движи. Дури и кога имаме целосни капитулации после булран. Значи гледате, првиот голем булран во 2017 година, значи CoinMarketCap, односно количината на долари внесена во биткоин за да достигне оваа вредност за 20.000 е 282 билиона. Што во овој момент кога достигнавме оваа сума од 70.000 беше 1 трилион и 152 билиона долари во биткоин. Оно што сакам да ви го покажам е како што може да видите дека се повеќе и се повеќе големи количини на долари се заклучени во биткоин во секое време. Еве моментално цената, например, дури во претходниот летен период, кога цената достигна минимална вредност од 28.000, ако се сеќавате кога падна. Значи кога била 28.000, повторно во биткоин биле заклучени во тој момент 561 билион долари. Во моментов имаме заклучени 733 билиони долари. И како ќе се движи нагоре биткоин? Затоа што луѓето знаат која е противредноста на биткоин во доларот и знаат која ќе биде истата вредност во иднина, како што може видите се повеќе и повеќе своите парични средства ги претвараат во крипто. Оние кои што може да ги трнат на страна и на тој начин чекаат самата девалвација на валутата да го донесе ова добро во уште подобра ситуација каде што неговата вредност ќе биде многу поголема за разлика од валутите и кога ќе го сменат назад ќе имаат огромен профит. Значи гледате, она што сакам да ви го кажам е дури и да почекате вредноста на биткоин само да продолжи на истиот момент, значи да не се движи нагоре. Значи самата вредност да остане, еве, да речеме дека нема да има никаков напредок, што не е возможно. Со самото паѓање на вредноста на доларот, како и на вредноста на сите валути во светот со нивното принтање пари, криптопазарот ќе доминира. Што значи дека овој застарен финансиски систем порано или подоцна, можеби ние ќе го видиме, можеби и не, значи порано или подоцна мора да биде заменет. Овој систем финансиски на користење парични средства постои уште од Римското царство и пред тоа. И истиот мора да биде заменет затоа што е застарен и затоа што е неодржлив. Значи ова принтање на пари понатаму ќе предизвикува огромни падови во вредноста на валутите кои што ги поседуваме, во вредноста на платите кои што ги имаме. Затоа, колку повеќе тоа се случува, толку побрзо, значи ова принтање пари ќе предизвика адаптација на криптото како нов финансиски систем. Не биткоин,
туку криптовалутите. Значи, она што за крај сакам да ви го кажем е дека биткоин како платежно средство никогаш нема да биде користен. Иако е користен, тоа е чисто од буквално оние луѓе кои што не разбираат која е вредноста на биткоин. Значи, еднаш претходно го спомнав во претходните видеа, сега ќе ви го спомнам повторно. Значи, доколку моментално во оваа вредност е 38.000 биткоин, сте потрошиле, да речем, дел од тие средства кои што ги имате внесено во биткоин и сте купиле, да речеме, едно кафе. И тоа кафе, например, во противвредност на биткоин ве коштало, да речеме, $5 или во самиот биткоин во сатоши би било негде оприлика, харикирам, 0,70356. Истата таа вредност од $5, односно 0,70356, кога оваа цена ќе се најде на $100,000, значи тоа кафе вас би ве коштало оприлика 20 пати повеќе од она што вие сте потрошиле за да го купите. Ако било $5, а цената на биткоин пораснала до 100,000, а вие сте го купиле кога цената била 38, значи вие грубо од 40,000, да речеме, до 100, тоа се 2,5 пати, значи ќе ве кошта повеќе кафето што се го купиле во тој момент, отколку во иднина кога цената би достигнала 100,000. А цената ќе достигне и многу повеќе од 100,000 само прашање на време. Значи, дури да се случило тоа во минатото, ќе било уште многу покатастрофално. Значи, има, како што ви го спомнах, ќе го повторам истото. Значи, во почетокот има неколку луѓе кои што го копале овој биткоин чисто од занимација. Значи, затоа што биле програмери, знаеле како да го направат тоа и го направиле и копале огромни количини на биткоин. Еден од овие програмери потрошил, верувале или не, сума од 10,000 биткоини за да купи пица. И истиот има интервју, може да го прочитате ова на интернет, може да го најдете многу лесно. Значи, си земам за слобода да го најдем ова за вас. Значи, гледайте, на 22 мај 2010 година, господин Лазло Хайнес платил 10,000 биткоини за да купи 2 пици од Папа Джонс. Значи, ова е на Google, многу едноставно е да се најде. Значи, замислете се, он тоа го направил 2010 година и платил 10,000 биткоини за 2 пици. Значи, имаше интервју, јас лично го гледам со ова лице, кое што кажува дека не може да си верува која вредност уствари тие 2 пици моментално, кои што се можеби најскапите пици во историјата на светот. Не разбирате? Ете, тоа е противвредноста на крипто во иднина и тоа е она што вас кафето купено сега би ве коштало 1000 пати повеќе. Затоа, значи, биткоин никогаш нема да биде платежно средство. Биткоин ќе биде на некој начин дигиталното злато, односно дигиталното злато за чување на вредност за разлика од обичните валути. Значи, она што моментално златото представува како хедж фонд, односно фонд во кој што се претвараат парите кога имаме инфлација, за да се зачува нивната вредност, тоа би бил биткоинот во однос на крипто пазарот и во однос на останатите валути. За разлика од тоа имаме многу повеќе други средства, како што се Litecoin, XRP, Dash. Тие се буквално наменети како криптовалути за да бидат платежни средства во иднина. Значи, она е тоа што мора да го разбереме. Во моментов биткоин ќе биде златниот стандард. Она што во иднина ќе представува најјакиот столб на самиот криптопазар. А сите останати зависи во однос на тоа за истите за каква намена се направени. Значи, ќе видите дека самата технологија која што ја поддржуваат овие криптовалути сами по себе ќе ви покажат кој е најдобриот начин истите да ги користите. Како чување на вредност, како чување на технологија, како платежно средство итн. Значи, за крај, како што веќе спомнавме, би сакал да обрнете многу внимание во иднина дека валутите како такви, значи не само јас како на некој начин магистар по финансии и финансово право ви го кажувам тоа, затоа што ова не е нешто што е тајна, ова е нешто што е на некој начин јавна тајна која што не би сакале да ви ја кажат вашите влади, затоа што секој би се откажа од валутите во генерална смисла, но тоа се случува. И моментално имате огромен сегмент од корпорации, финансиски институции, банки, кои што се обидуваат да зграбат што повеќе можат Етериум, биткоин, овие огромни blue chip валути, затоа што истите понатаму има многу поголема вредност, а и самите се свесни за инхерентниот модел на опаѓање на вредноста на валутите во светот.
Значи, оно што ви го кажуваме дека додека истите овие институции ви кажуваат дека криптопазарот е нестабилен, несигурен, го прават спротивното. Акумулираат се што може повеќе, за кога ќе дојде момент да се случи оној пресврт од финансиски валути во криптовалути, да бидат оние тие кои што ќе ви го продаваат ова нова добро за трговија во светот. Значи имајте го тоа во предвид кога размислувате во што инвестирате и сепак ова не е финансиски значи совет, ова е само мое мислење и како јас го согледувам ова како на некој начин едуциран индивидуалец, посебно во овој финансиски пазар. И би сакал тоа да ви го дадам вас до знаење за вие сами да направите проценка каде сакате да инвестирате и што сакате да направите со вашите тешко заработени пари. Затоа ќе ве замолам пред да инвестирате во било што во иднина, обрнете внимание многу на тоа во што инвестирате и што ќе биде идејата во светот. При тоа, повторно, доколку имате било кој што сака да научи техничка анализа, што сака да научи која е иднината на самите финансиски пазари во светот, би ве замолил да го споделите овој материјал, затоа што ние истиот го правиме бесплатно, го правиме за вас, со цел Македонија да добие за прв пат во историјата на некој начин 2 чекора напред пред останатите, ако ништо друго, балкански земји, затоа што кај нас материјал на македонски ваков нема. И би ве замолиле, доколку имате било какви забелешки, било какви желби за во иднина, да го оставите тоа во коментари, ние сме тука да го прочитаме. Може би некогаш подоцна, но секогаш се обидуваме да вратиме на истите коментари. Со тоа ќе го завршиме ово видео и ќе ви посакаме добар ден и се гледаме во следното видео од тимот на CryptoGameEdge.